Беше тоа на 28. мај 1918-та, кога жена со вретено и фурка од Битолско излезе на насловната страница на францускиот весник Леноел. Под фотографијата долу пишува Macédonienne. Беше тоа на 28. мај 1928 кога на Скопскиот аеродром на просторот на некогашната Јурија, сегашната населба аеродром, слета првиот авион на тогашното друштво за воздушен превоз Аеропут. Тоа бил авионот типот Потез 29 и носел 9 патници и 250 килограми товар. Беше тоа на 28. мај 1961 кога по 78 години сообраќај на линија Париз-Истанбул престана да функционира возот Ориент Експрес. Беше тоа на 28. мај 1961 кога на стадионот на ЈНА во Белград македонскиот фудбалски клуб Вардар го победи Вартекс од Вараждин и за прв пат го освои југословенскиот фудбалски куп. На 28. мај 1993 Република Македонија е примена во членство на Меѓународната организација на трудот ИЛО со седиште во Женева, специјализирана агенција на Организацијата на Обединетите нации. На 28. мај 1994 во Битола е отворено првото меѓународно графичко триенале. На 28. мај 1822 во Берово е роден Илија Марков Малешевски. Македонската историја го познава како голем револуционер кој ја бранел својата христијанска вера и честа на своите блиски од неправдите на османлиските владетели. Со своето дејствување станал еден од најистакнатите ајдутски војводи не само во Македонија, туку на целиот Балкан. Неговата дејност е дел од ослободителните борби во втората половина на 19. век. Учествува во Разловечкото и Македонското, односно Кресненското востание. Дејствувал најдолго од сите македонски војводи. За своите воени заслуги е одликуван со српски, руски и бугарски воени одликувања. Умрел во Кюстендил на 29. април 1898. На 28. мај 1887 година во селото Тресонче е роден Јосиф Михаиловиќ Јуруковски, прв градоначалник на Скопје. За време на својот речиси 10-годишен мандат, активноста ја насочил кон модернизација на Скопје и комунално уредување. На почетокот на 1929 го направил Генералниот регулационен план на Скопје според идејниот план на Димитрije Талеко од 1914 и извршил геодетски премер на градот. Со цел да го заштити Скопје од поплави, го изградил насипот на Вардар во градскиот парк, го регулирал течението на Серава низ Чаир и Топана, кои биле често поплавувани. За потребите на електрична енергија на градот ја изградил и термоцентралата под Кале. Свесен за иднината на Скопје и невозможноста таа да се развива без струја, ја започнал изградбата на хидроцентралата Матка. Во истиот период почнува изградбата на водоводот во Рашче, што представува исклучителен градителски зафат од областа на комуналиите. Во неговиот мандат се градат и повеќе училишта и многу капитални објекти препознатливи како скопски белези. Меѓу нив и Народното собрание, Општинската зграда, Градска болница, Хигиенскиот завод, Заводот за социјално осигурување, Старата железничка станица, Народната банка, Трговско-индустриската комора Метропол, Лекарската комора, Домот на Сојузот на инженерите и архитектите, Офицерскиот дом, Конзервната фабрика Вардар, Бетонските мостови на Вардар и други капитални објекти. Јуруковски почитнал на 11. март 1941 за време на хируршки зафат во Скопската клиника за вадење на слепото црево.
Na 28. maj 1995. godina umira Isak Sion, учесник во Народно-ослободителната борба од Штип, делегат на првото заседание на АСНОМ и носител на партизанска споменица. По ослободувањето, тој бил член на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија, генерален секретар на македонската влада, одговорен уредник на органот на КПМ партиски живот, вице-гувернер на Народната банка на Федеративна Народна република Југославија во Белград, како и представник на Сојузната југословенска стопанска комора во Лондон. Автор е на повеќе трудови од областа на монетарниот систем. Опасно сум љубен во тебе. На 28. мај 2015 година почина македонскиот музичар, кантавтор и композитор Драган Карамфиловски Бојс. Тој ја започнал својата кариера во 1973 година во групата Македонија, а потоа преку култната Мадригали и Трн во око продолжува како кантавтор на веќе легендарните Опасно сум љубен во тебе, Валерија, Лулај ме нежно, Парижанка и така натаму. Карамфиловски е автор и на бројни хитови кои ги изведувале други пејачи, а компонирал и музика за неколку телевизиски серии.